Ќе сликаме една слика. Чекај, само да наместам јас. Ми пукнале овие. Полека ме кавниш. Како дете имав многу голема желба да бидам добар сликар, да завршам факултет сликарство. Ама желбите се едно, можностите друго. Тој крај каде што сум јас роден, тоа е провинција. Ти знаеш сам каде е Кичево. Уште од мало, на училиште, во основно, цртав и ми доаѓа некакви, значи, осеќај за пропорција, за простор и така. Јас сум кафански човек. Кога зборувам кафански човек, свирам по ноќни барови и така натаму, ќе сретнеш и богати, и сиромашни, и пијани, и весели, и тажни, и се што имам искуство со тие луѓе. Заправо, ние му ги свирејќи, нив ги тешиме, а нас, еве вака, кој ќе дојдам дома, ќе си земам инструмент, ќе испеам една песна за себе. Јованке, крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш, бело платно белиш, душо се нагоре гледа. Еј, еве ме одам некај Хопс. Да. Па сега за едно 15 минути. А кај сте? Аха, па ај помините од тука и доодеме на графити. Ај. Себе сум се мислила за посебен, бидејќи сум била различен од сите тука, нели, тоа беше времето на идеалите, на комунизма, нели. Сите беа црни у Македонија, јас бев плав, сите возеа пони точек, ја возех BMX и така да секој пат се разликував, нели, од другите. Прво ми викаа, нели, шваба, германец, после ми викаа хрват и така. Почна војната, растури се Југославија, ние имавме продавници у Хрватска, тоа се мора да се затворе поради војната и почна тука да се повлечеме уствари у Македонија. И тока и почна уствари живото да ми оде у една надолнина. Нели, Македонија почна да се одвојува, почна сите работи да доведат. Една од тие работи беше, нели, и дрогата у Македонија кој лезе. А јас, бидејќи, не знам, сум мрдознал и се почна и тие работи, нели, да ги пробувам како и се ново што улезе у Македонија, само што единствениот проблем беше кај мене тоа што јас стварно ги засака дрогите.